Откупно-дистрибутивните и преработувачките центри се многу важна работа во политиките на земјоделието и поранешни влади се труделе и слично. Што направивме сега? Сега направивме една студија која што Светска банка ја финансираше, изработи Факултетот за земјоделски науки и храна, која што јасно мапира реална потреба за каков тип на преработувачки капацитети и каков тип на откупни и дистрибутивни центри низ државата ќе се постават. И таа е завршена. Дополнително Светска банка обезбеди 30 милиони евра да помогне сега во нивната изведба. Ние стартуваме уште ова лето со имплементација на целата оваа програма, заради тоа што веруваме дека ќе максимализираме приноси и профитабилност на земјоделците, ако покрај реалните сегашни можности каде што тие ги пласираат своите производи, направиме преработувачки капацитети и дополнително нови откупни пунктови, откупни центри, дистрибутивни центри. Втората работа која што ја правиме во тој дел е посебните услови преку инвестиционите програми за земјиште. Веќе една фаза помина и интересот беше одличен. Сега и Валандовско-Богдански Дојранскиот регион е еден од регионите кои што ќе бидат во наредните фази за давање под концесија на земјиште за изградба, каде што услов за тие што треба да аплицираат ќе биде изградба на преработувачки капацитет или откупен пункт. И тоа продолжуваме, следуваат втора и трета фаза. До 3 хектари, над 3 хектари површини кои што ги распределуваме и така натаму и така натаму. И третата можност која што ја правиме е ИПАРДот. ИПАРДот е одлична можност. Голем дел откупни пунктови веќе низ многу региони се изградија. Верувам и во вашиот регион ќе почне да се градат дополнително повеќе, и ќе бидат од огромна помош сигурно на земјоделието и на земјоделците. Земјоделието не учествува многу во бруто домашниот производ и голем дел на граѓани живеат од земјоделието. Потенцијалите во Валандовско-Богдански Доранскиот регион е одличен, голем потенцијал и верувам дека со фокус реален и изградба на откупни пунктови, преработувачки капацитети и дистрибутивни центри дополнително ќе овозможиме, ќе помогнеме за да земјоделецот биде повторно, односно земјоделието да биде повторно достоинствена гранка, каде што верувам дека и многу луѓе, млади инженери, наставници, професори, сепак ќе го работат земјоделието. Екстра пари носи, се обезбедуваат квалитетни приходи од него, но тоа ќе биде возможно ако навистина сериозно и се заработува во иднина. Јас верувам многу во оваа политика. Сум ја ветувал, доаѓам од земјоделски регион и сегашниот министер, верувам еден од критериумите за поставување на идниот министер ќе биде неговата лична верба во оваа работа, заради тоа што верувам дека прво како политика и политичари ќе бидеме успешни ако навистина решиме колку што може повеќе проблеми во земјоделието поврзани со пласманот на самото земјоделие. Субвенциите се добредојдени, флексибилни сме, помагаме, нема голема замерка во тој дел, но дефинитивно очекуваат граѓаните во пласманот да им обезбедиме навистина решение на она кое што го работат. Така да ова лето веќе ќе почнат ваквите постапки. Јас верувам дека на првиот тендер кој што беше успешен за додела на локациите веќе ќе почнат да се градат, заради тоа што направивме подпишување пред некои 2 месеци заедно со сите корисници. Овој регион е еден од најголемите региони, ако фатиме од Гевгелија до Радовиш, буквално за посебно и за градинарски производи, но и генерално за земјоделски производи. Убеден сум дека ќе има интерес за изградба и изведба на откупно дистрибутивни и преработувачки капацитети.